Благодарам, почитувам подпредседателя. Значи овака, ова што се тегавите да направите некаков спин дека нешто ќе се подобри, нема да се подобри. Имено ова е последица на Парискиот договор и сите знаеме од 2016 година сите електростопанства во целиот свет и на сите подписници на тој договор 196 држави се обврзани целото производство од фосилни горива тековно да го намалуваат затоа што во спротивно се донесува некои ценовници за исплата на загадување во поради емисија на штетни гасови и така натаму, и тоа е во ред. Ама 2020 година, кога им текнува на овие новото раководство од ЕСМ да прават нешто, веројатно поради неспособноста, тие наместо од своите фондови да направат некаква промена во постапката на производство на електрична енергија, тие повторно се задолжуваат затоа што континуирано имаме грабеж на институцијата. И за задолжување првично бараат кредит кој што може да биде без гаранции, меѓутоа поради стабилноста или нестабилноста во Република Македонија, гледаме дека тие ни бараат гаранции, па ни ставаат услови со варијабилна каматна стапка и така натаму, затоа што знаат дека си имаат работа со нестабилен партнер. Она што како биланс се наведува како финансиски биланс на 5 август 2017 година, кога се променува раководството на ЕСМ, е следново. 2017 година, 5 август, 1,5 милијарда денари има депозити ЕСМ, односно 25 милиони евра и 300 милиони денари, односно 5 милиони евра на сметка со исплатени обврски, а МЕПСО има тогаш нето добивка од 150 милиони денари или 2,5 милиони евра. Тоа е на 5 август 2017. 2020 година финансискиот биланс, внимавајте, 16,8 милиони евра загуба на ЕЛЕМ и на МЕПСО 6 милиони евра или 23 милиони евра. Значи за неколку години 50 милиони евра ја кошта неспособноста на раководството, на новото раководство, работењето на ЕЛЕМ, оваа држава. И сега нормално, ако беше оваа нормална институција, ќе имаше сектор за развој, па ќе имаше нормален пат на трансформација на производството од фосилни горива, да може да се применува нова технологија, меѓутоа во нашата држава ништо не е нормално и наместо тој сектор за развој да знае како треба да работи, ние мораме сега да се доведуваме во ситуација да се задолжуваме пред меѓународни банки кои што би ни дале некаква помош. Ќе повторам, наместо секторот за развој во ЕЛЕМ и во МЕПСО да работи како што треба, тие не работат и не знаат кај терат и токму затоа сега се задолжуваме за наредните 12 години. Производството во 2010, како што каже и претходно колегата Дајанчо, било 44% поголемо за разлика од она што е сега. Или во превод, во бројки, тоа што сега ние го набавуваме по цена од 1 милион евра моментално во репроматеријали, нас би не коштало доколку работеше РЕК Битола, како што треба 187.000 евра. Или на дневна основа ние губиме во последните 100 дена од владата по 2 милиони евра. Ете толку е способноста на ова раководство. Регулаторот пак, оној познатиот Марко Бислимовски, кој што треба да регулира, треба да укажува доколку има проблеми, треба да ги насочува каде ќе оди развојот на електроенергетскиот систем, тој наместо да регулира и да санкционира, затоа што го има тоа право, тој од вчера гледам дека бара виновници во друг. Општините му биле криви, вие му биле криви, тие му биле криви, а како да не гледа дека Елвис и Габриел копаат биткоини. Како да не гледа дека директорите од ДУИ кои што се раководители на одредени функции од службените простори копаат биткоини. И сите се виновни, само Марко Бислимовски, Ковачевски и други од Ковачевски, они се светците кои што треба ние сега да ги задолжуваме нашите деца за они да останат на власт.
Луѓе, во оваа држава треба еднаш да се спомне зборот одговорност. Не може финансискиот биланс за 5 години гледаме дека се уништуваат 50 милиони евра капитал, да нема никаква одговорност и тука сите да се согласуваме дека ќе треба да се направи некаков си заем. Понатаму, она што е дискутабилно, начинот на кој што Рашковски заедно со Ангјушев ги изведува оние физибилити студии и носи одлука за инвестирање во електроцентрала која што ќе има нова методологија на работа, односно преку користење на сончевата енергија во ТЕЦ Осломеј. Ангјушев Рашковски нарачува физибилити студија и тој наместо каже дека ЕЛЕМ и МЕПСО треба да отворат нова фотонапонска централа, тој во студијата кажува дека мора да има јавно-приватно партнерство. И тука се замешува фирмата на Ангјушев, Renewable, како и да се вика, Energy Supply, и тој е ортак со државата и сега прават нова напонска централа. Дополнително, овие стратешки договори кои што ги имаат подпишувано Груби и Заев, тие се 7 стратешки договори, државата воопшто ќе нема никаков ќар. Освен што е во загуба од 1500 хектари земјоделско земјиште кое што го поклонува на овие инвеститори, тие нормално за сопствените потреби ќе си произведуваат електрична енергија и ќе продаваат на Република Македонија. Оно што е исто така голем проблем во енергетскиот систем е постојаното испумпување на државните пари, кои што можеби ќе беше многу подобро да се наменат во капитални инвестиции и наместо таму да се наменат, наместо да се наменат во инфраструктура, ние постојано ги даваме парите на неспособниот Ковачевски, Васко Ковачевски, само за тој да се одржи на власт. 300 милиони евра, доколку ги поделите со бројките од последниот попис, секој жител на Република Македонија 176 евра од својот джеп има дадено за да се покрие неспособноста на Васко Ковачевски. И тука ќе кажувате дека струјата била покачена 9,5%, волку проценти, толку проценти. Не е толку покачена. 176 евра по жител е покачена струјата и дополнително овие проценти. Наместо да имаме градинки, наместо да имаме училишта, ние им даваме пари на неспособниве и сега дополнително ќе дадеме, односно нашите деца ќе дадат во наредните години уште 25 милиони евра. Исто така, она што го потенцираше и колегата Трајанов, доколку се знае дека е 600 до 650 илјади евра изградба на оваква централа со моќност од 1 мегават, како сега вие 833 илјади евра за 1 мегават предвидувате, почитувана колешке? Лани било. Лани, тоа беше замерка и од ММФ, па и тука не сте во право. Тоа беше замерка и од ММФ затоа што капиталните инвестиции не се реализираат, а со оваква огромна инфлација, ние постојано тоа што сме предвиделе треба дополнителни средства да имаме за да може да се реализира. Значи, во ниедна сфера, во ниедно поле државата не функционира онака како што треба. Навистина, енергетскиот систем наместо да ни биде дополнителен приход, она што можевме да го направиме навремено, ние ништо немаме направено како држава, односно вие како власт и како раководство на ЕЛЕМ и ЕСМ. И тука кажувате дека 30 години не се инвестирало, не се развивало правилно. Знаете дека обврскате од 2017 година. 2017 година ви го кажавме билансот. Доколку имаше нормални луѓе, кои што нормално ќе работеат таму во тие институции, ќе си беа работите многу поинакви. Наместо ние 2 милиони евра да даваме за помошна механизација, за изнемување на камиони, за влечење на нискокалоричен јаглен од Косово, кој инвестиравме навремено во овакви централи, ќе беше многу поразлично. За жал, неспособноста на овие многу долго ќе враќаме,
И се надевам дека некогаш барем ќе соберете храброст да се откажете од нив, да се одречете